Утре 3 октомври со почеток во 10 часот на нива во кругот на Институтот за Орис ќе бидат представени обичаите поврзани со традиционалната жетва на Орис, со што символично ќе се одржи 29-то издание на манифестацијата Денови на Кочанскиот Орис. Обичајот за жнејување ќе го прикажат членови на фолклорниот состав на Сдруженијето на пензионери од Кочани со почитување на сите мерки за заштита и спречување на ширење на заразата. Во дворот на Институтот за Орис ќе биде прикажан и обичајот вршење на гумно, каде ќе настапи оркестарот на народни инструменти при фолклорниот ансамбл Љупчо Сантов од Оризари. Повеќе дневните содржини од манифестацијата Денови на Кочанскиот Орис годинава се сведени на минимум со цел да се избегнат масовни собири и опасноста за ширење на COVID-19, но од друга страна да не се прекине тридеценискиот континуитет на манифестацијата. На манифестацијата ќе биде доделена и награда за најдобар оризопроизводител, а присутните ќе ги поздрави и заменик министеров за земјоделство, шумарство и водостопанство Трајан Димковски.